За нас веганија ништо нема, кура. Само го распалил гинчето. Ја се понудив што има специјалитет. Вито ли донесе тука Абе имаше, специјалитетот? што имаше тортили или нешто бе, што бе, веге. А веге? Веге тортили, што имаше? Абе, земи си веге кебапче. Веге сакаш? Па нешто такво, а? Луцарка, брат. Фаќаме место, седнуваме. Сега е моментот кога викаме добре дојдовте во новата епизода на Скратен корнер, 21-ва поред. Вие сте на истиот YouTube канал или можеби ако не следите на телевизија, тоа го правите на каналите на Mnet HD и Mnet Sport. А сега морам да го отворам ова шоу со моето омилено прашање. Момци, како сте? Ау, ме претакна. Па сега јас одговарам прв, супер Ајде. сум, добар сум, мило ми е дека некој ме одмени конечно, веќе онака мислам дека досаден им станувам само јас со поставување на прашањето, нема да престанам. Десен немаме одно. А вие како сте? Чим си одличен, тоа е одлично. Ние умножина ги кажам, пошто сум дебел за двајца, се шалам. Многу добро. Многу добро. Многу добро. Вердер победи на гости. Не, мелете Одлично. сезона. Мелете Одлично. сезона. На дербито прв е пак Дали на крај на минатата сезона ти кажав? Наредната сезона е сезоната кога Вердер освојува титула. па Сега да. ќе видиш. Уште сум скептичен, ама добро. Многу добро и гледав, не поздрави Виктор Стевич во неговиот подкаст. Тоа ме Поздрав и до него и до неговиот подкаст. неочекувано. Поздрав до него, Стевич во среда. Тоа да. Интересен Добро. подкаст за различни теми. Морам го пофалам, многу е тешко да се води подкаст директно во живо без Знаем. да, во ама живо директно ли, во живо живо ли, без да. без едитирање, без ништо и како стварно. Браво, браво, еј. Се мотивираа поише луѓе да го прават ова. Кој што гледаме се поеќе Да, таков тип да. на содржина. Така Камба, треба. како Јас викендов? сум Одличен. Одличен. Исто, да, викендов помина супер. Барселона победи. Знам, Дембеле гази, леле, Дембеле гази некако мириса работа дека ќе најверојатно, не знам како е што, ама можно и да остане. Ако ја успее да ја задржи оваа форма, би бил добре дојден во тимот да продолжи понатаму. Сам изгледа Чави успеа да отклучи нешто кај него, нешто што претходните менаџери не успеа да го направат. Сум среќен и со тоа како се развива тимот и Дембеле гази, ние газиме на гаѓање утакмици. Тотално. Седум Ау, осум поред. многу. Наполи гол ги лагано. Мислам, ги осетивме сите една по една, ама не сме за џаве дежурните интернет фудбалски зналци. Добро, тука сме добри. секаде сме добри. Оваа недела за жал, односно оваа епизода за жал ќе отвориме нели со веста која што одек на изминативе неколку, како му доаѓа, 4-5 дена во моментов кога го снимаме ова. Украина и Русија се во воен конфликт, поради кој што мораше да биде прекинато украинското првенство. Објавија сите украински клубови дека не ги поддржуваат нивните граѓани, нивните воени сили во борбата и поради тоа не сметаат дека е соодветно време сега да се игра фудбал. Сега, бидејќи главната тема на ова фудбалско шоу е сепак фудбалот, ќе се префрлиме на зборување за малку по-фудбалски теми. И една вест од нашата омилена серија Б, која што вели дека Буфон потпиша договор на уште 2 години со Парма. Вратот ќе игра до 46. Ви изненадува оваа вест или не ви изненадува? Мене да. Да? Мислеше дека ќе се пензионира Да, сезона? да. Па искрено и јас. Мислев дека му е доста. Ја мислев дека ќе се пензионира пред 3 сезони. Ама очигледно ние погрешно. Парис ќе се пензионира. Да, Сили леле. ми. Кога му предвидувавме, јас негде на ќе 36-7 си викам веќе добро, почна да Доста паѓа му е. сега ќе си рече доста му е. Не. Не. Имавме едно финале
баш ден пред да ја снимаме оваа епизода, имавме финале во Лига Купот во Англија, Челси против Ливерпул, уште едно од низата финалиња помеѓу овие два клуба. Челси и Ливерпул одигра 0:0, чудни 0:0 во текот на регуларните 90 па и 120 минути. Се отиде на изведување на пенали и ја реши една добро позната фаца кога се Многу работи финали за- има решено. Многу Немој финалиња про. има решено, за жал многу малку во негова корист, меѓутоа, што е тука е. После она што го одбрани Менди во 120 минути, со тие 8-9 одбрани што ги имаше, Не заслужи да биде заменет, зашто според мене беше играч на преварот Менди. И не само според мене, според многумина. Да. Неколку чисти голови спаси, особено на Мане во во прво полувреме, тоа беше 3-4 метри кога не беше ни зицар, тоа беше Да. 99% гол. ни на Мане не му се веруваше да се сврте. Дефинитивно не можам да кажам грешка, меѓутоа нели, и обратно можеше да биде. Ако Да. фатеше Кепа 3-4 пенали, Така ќе беше е, да. браво за Тухел, браво за Па, Кепа. Досега Кепа се покажуваше добро во пенал рулетите и многу често правеше ово Тухел да го става. Баш кога треба да се шутираат пенали, досега беше окей. Али сега ете, не може секогаш. 11 од 11 ги прими, мислам дека. Да. Да. И знаеш што ми беше највпечатливо, тоа што значи беше испратен стандард, нели, Кепа како што го праќаат на терен за да прави клон од себе си. Сега реално веќе му ја свативме улогата во Челси, оди занесува и се пробај да го деконцентрираш противникот. Меѓутоа најде на психички многу цврсти противници и она што му го направи, ајде прво Фабиньо, потоа тоа што му го направи Ван Дајк, душевно го оболе. И мислам дека после, ако примиш таков пенал, како што му даја Вирджил Ван Дајк на него, кај што овој му се залепи за стативата и Ван Дајк таму му шутна и му погоди, мислам дека веќе тука снема душа и толку. Сега, бидејќи најавивме на почеток дека ова беше чудна утакмица што заврши 0:0, може би на неколку пати и требаше, односно на неколку пати, ајде, јас би рекол дека барем во регуларните минути требаше може би 1-1 да Барем биде. 1-1. Требаше Не- да победи Ливерпул, што имаше милион шанси. Имаше милион, ама Менди исто така многу им фати. Сега, имавме прашање од еден наш фан. За судењето конкретно вчера. Едното е поништениот гол на Лукаку, а второто, она што мене уште повеќе ме загрижува, не беа само две грешки, значи катастрофално беше судењето вчера. Меѓутоа, она втората ситуација е двата старта на Наби Кейта. Најпрво лак на Маунт за да спречи контра, за кој што не добива жолт картон, за потоа со отворен ѓон да му влезе во бутот на Чалоба, да го расече и повторно да не добие ниту жолт картон и човекот се излезе од терен без да добие ниту опомена, а реално требаше да добие црвен веќе. На лактот веќе се буне нели играчите од Да. Ливерпул и ја барем мислев дека ќе добие жолт картон. Така што прилично е лошо судењето во Англија, не е само таму, ама ваквите големи надпревари мислам дека ги уништува тоа што судијата нема, мислам судиите немаат критериум, немаат став во судењето. Ставот е невите. Мислам дека Тоа е. тука е тоа што ја прави целата разлика. Судии кои што се плашат да донесат одлука. Да. Таков тип, такви студии веќе, такви судии ги нема многу веќе. Сега, бидејќи сега сакаме да гледаме елитни надпревари, сакаме да гледаме елитен фудбал, сакаме да ги гледаме најдобрите фудбалери. Вчера разговаравме за една тема која што ја поставивме како главна тема за оваа епизода и едва чекам некако да ја елаборираме, пошто имам многу мислења за многу работи. Дали Како може и да се секогаш. профрлиме кон тоа? Да. Ајде. Ајде. Одиме кон муаветот на неделата. Вие не заборавајте да стиснете subscribe, не заборавајте да лајкнете видеото и да кажете на вашите другари за нас, бидејќи ајде ни требаат повеќе луѓе да не гледаат зашто ги правиме овие добри муавети. Бидете така. Главната тема за оваа недела е кој е најдобриот фудбалски тим во 21 век. Решивме да се, значи првин правилата да ги кажам, за да знаат другите како се договоривме. Решивме да бираме клубови, значи само состави на клубовите бираме и решивме да одбереме состав од само една сезона. Да, значи сезоната во која што сметаме дека тој клуб бил најдобар. Така што ајде да ја отвориме. Сега видете, ќе речам не ви го знам изборот од старт.
И затоа сакам да го сочувате уште малку, само уште некои 2-3 минути, Да, ајде. за прво да разговараме за оние тимови кои што ви текна, ама не ги одбравте во како најдобар тим на Може да 21 век. Ајде, Владиш. Ајде, Влад. Манчестер Юнайтед 2008 освоила Лига на шампиони со Челси. Толку е доминантен што во групата стартува со 5 победи, во 5 надпревари. И има шестиот го игра нерешен 1-1 со Рома. Во нокаут фазата прима гол само на 2 надпревари. Првиот во осмина финале пред надпревар Бензема 1-1 Лион Юнайтед и другиот е дури во финалето од Челси. Значи цела сезона во Лига на шампиони 11 надпревари немаат примано повеќе од 1 гол. Тој имаат примано голови на само 5 надпревари. Да, тогаш леле колку е јаки. Во Лига на шампиони нокаут фазата во 7 надпревари имаат само на 2 надпревари примено гол, од кој едниот е финалето на неутрален терен. Ја освојуваат титулата во првенство, земаат уште некој куп. Предходно земаат исто титула, нели? Наредната сезона продолжуваат да доминираат, земаат уште една титула и стигаат до финале со Барселона кај што е Одличен избор, многу се плашев од тој тим, особено што Милан нели тие сезони беше многу добар, јак и сето тоа. И секој пат кога Манчестер Юнайтед ќе се соочевме со нив, да имавме среќа на неколку пати да ги победиме, ама Тевес, Руни, Роналдо, Бербатов, Бербатов, Нани, Андерсон. тоа пекол генерација, не знаеш од кого да се пазиш. Хамба, знам дека и ти имаш некој добар избор. Да. Ајде. Арсенал, The Invincibles. The Invincible сезоната. Да. Добро, 2003-2004 беше таа, така? Да. 2003-2004. 2003-2004 година. Тим кој што според мене беше стварно добар и самата комбинација на играчи кои што играа неколку години заедно. Таа година дојде Леман во Арсенал и во комбинација со Сол Кембел и Кол Туре назад, Ешли Кол, Лорен беа крила во одбраната, назад ги има Виера и Жилберто Силва. Таму не поминува топка. Пирес, Люмберг, предобра. Пирес и Люмберг по крилата и напред игра нали Беркам. Фантастичен тим. 12 нерешени и 26 победи. Мене ќе ми се налутите дека ќе одам малку пристрасно, ама од сите тимови кои што ги имам гледано на Милан, како најсимпатичен и па по моje мислење најдобриот состав што сум го гледал на Милан е Милан од сезоната 2002-2003 и финалето со Јувентус кој го добива на пенали. Иако да, повеќето луѓе сметаат нели поради присуството на Кака кој што е актуелен освојувач на златна топка дека составите од 2005-2007 се подобри и не сакам да се расправам со тоа, апсолутно. И тој аргумент го прифаќам, можеби поцелосен беше составот, меѓутоа оној состав во 2003 некако бев премногу уверен дека нема да изгуби. Тоа е тоа. Значи составот 2003 не само што ја освојува Лигата на шампионите во таа сезона, наредната сезона продолжува да се освојува и серија А. Значи дека некако си ги одеа утакмиците, премногу беа уходани. Беше прајмот на Карло Анчелоти во Милан кога не само што беше онаа харизмата, туку и серија А му дозволуваше да пуши цигари по крајот линија. Милан беа како најкул тимот во тој момент. Овој со дигнатата веѓа само те чека да сгрешиш, да те фати на контра. Да, Берлускони и Галијани. Се служам за Милан, меѓутоа би го издрал реално 2005 тимот, зашто многу е подобар од тој од 2003 и 2003 Јувентус имаше подобра сезона. Би рекол на среќа победа, рулет или пеналите се рулет. Мислам дека 2005 е тимот на Милан, кај што стварно се предобри, кака има прв асистент, второ место делат стрелци Шевченко и Креспо со по 6 гола. Во Лига на шампиони таа сезона мислам дека Милан е најдобар, имаше и 3-0 нели на полувреме во Истанбул се дешаваат чуда, од многу послаб Ливерпул изгубија и играчки кадар и игра разврска, не знам како дозволија да изгубат тоа. И мора се спомне дека Милан имаше 3 финали во 5 години. Да. Тоа е за пофала, меѓутоа во тие 5 години имаат само една серија, тоа е малце, тоа што ги кочи да бидат. Да. Затоа и јас не ги размислив. Една дупла нема круна. Да, немаат споено. Тоа е малце лошо кога се збори за најдобри во. Апсолутно, да, затоа и не ги размислував како најдобри. Па сега, баш од таа причина ќе се префрлиме кон најдобрите и
Ајде сега ќе почнеме од хамба, па ќе се Ајде. префрлиме нааму вака. Кој според тебе е најдобриот тим односно во 21 век? Кој според тебе е најдобриот тим во 21 век? Сега јас ќе бидам пристрасен. Дозволено е на ова шоу. Иако сите сметаат дека Барселона 2011 и 2015 се доминантни тимови, да, беа доминантни тимови. Според мене тимот кој што обележа го што обележа 21 век е Барселона 2008-2009. А ќе кажам и зошто. Сакавме да знаеме. Тоа е поради тоа што Гвардиола во таа сезона доаѓа како тренер од Б тимот, тоа беше преседан. Иако на почетокот има пораз па нерешена, после тоа успеа да им наметне таа една филозофија која што се уште беше нова за фудбалскиот свет. Не бевме навикнати да гледаме таков фудбал. Успеа од Анри кој што беше подпросечен претходната година да направи играч кој што постигна, не знам, 17 голови. Ето, иако сакаше да се замине, тоест Гвардиола сакаше да се замине, успеа да даде 30 гола, Меси имаше некој 14 и успеа од второтимци, од Иниести и Чави да направи и од Бускетс да направи светска класа на играчи. Мене тоа ми беше фасцинантно, бидејќи прв пат во животот можев да сведочам дека да гледам Барселона да игра фудбал кој што не сум го гледал ниту еден тим дотораш да го игра. И тоа го правеа толку убаво. Тоа беше фасцинантно. Тоа што освоија 6 титули во таа сезона со тој тим е феноменално, но мислам дека тоа што го прави тој тим најдобар во 21 век е фактот што за прв пат успеавме да видиме нешто што доктораш го немавме видено. Јас се согласувам дека Барселона ги постави стандарди за модерниот фудбал и мислам дека би се сложил допред 2-3 години да го правиме, би се сложил дека е најдобриот тим па и во историјата, не само во 21 век, пошто никој не ги сваќаше сериозно Барселона таа сезона. Играа финале со Манчестер Юнайтед, кој претходно е актуелен шампион на Лига на шампиони. 2 години поред нема пораз во Лига на шампиони до финалето во Рим 2009, од кој претходно Барселона изгуби од Юнайтед, испадна во полуфинал, нему даде гол во 180 минути 2008 година. 2009 финалето во Рим 10 минути Манчестер играше фудбал, после 80 минути не знаеше топката каде е. Таква надмок нема видено до тогаш во едно финале, па дури може да се каже дека поголема надмок има и од Порто со Монако кога беше 3-0. Барселона стварно ги постави сите критериумите за модерниот фудбал и од тогаш гледаме поинаков фудбал. Не е она дефанзивен монотон кој што не бил монотон, нели, ама веќе на сосема друго ниво го крена фудбалот. Ајде, пошто почна. Да, па сега да кажам, нели, продолжи со твојот избор, ме интересира. Као што кажав дека да го правевме пред 3 години мовата, ќе се сложат дефинитивно, меѓутоа ова што се случи пред 2 години, пред година и пол, односно кажано, Бајер Мюнхен, таква доминација во Лига на шампиони немам видено во ни една сезона, може да се каже Манчестер Сити лани до финалето, меѓутоа не освоија и тогаш се кршат копјата, нели, што викаат Бајер Мюнхен во 11 надпревари, 11 победи, прва екипа што максимално се победила. И тоа да напоменеме дека од тие 11 надпревари само на 2 нема дадено 3 или повеќе голови. Тоа се 2-0 со Олимпијакос во група и финалето со ПСЖ 1-0. На другите сите надпревари даваат 3 или повеќе голови. Само на 2 надпревари имаат примерно 2 гола или повеќе, односно 2 пати по 2 гола и тоа 2 од Барселона 2-8 и 2 од Тотенхем 2-7 кај што победува. За малце ќе стаса тоаш. Да, за малце. 2-7 и тоа се неверојатни бројки, као имаат во 11 надпревари вкупно имаат дано 43 гола. Значи го тепа Челси 0-3 па 4-1 дома, го тепа Барса тепа 2-8, Лион го тепа во полуфинале 3-0. Во група да не збориме 24 гола во 6 надпревари, тоа се просек 4 гола по надпревар во цела. И притоа имаат само, како што кажав, на 2 надпревари имаат примерно по 2 гола и тоа 2 веќе биле као нема подобра екипа, дефинитивно и според бројки и според се. Па ја мислам дека беа доминантни факт,
беа многу јаки. Едино нешто што им оди во минус во таа сезона е тоа што игра По еден надпревар. што игра во ситуација Локаут кога сезона, да. да не ли си играше во Порто. По еден надпревар По еден играше, надпревар да, си локаут играше, сезона, да. Башка имаше Ама тој долго надпревар, време, тој долго надпревар време имаше пауза, не си играше фудбал некое време. Кои се правилата за Бајерн, тоа се за сите. Секако да, али едино И пред нешто е се виде што дека, извини што те прекинам, се виде и пред карантинот, нели, пред да биде пандемијата, Челси Бајерн Мюнхен 0-3 првиот надпревар сме на финале во Лондон Стефорд Бридж во февруари пред пандемија, значи доминантни, нема. И морам да напоменам дека имаат 100 гола дадено во Бундеслига таа сезона. Секакви рекорди рушат. 100 гола имаат дадено во Премиер лига, имаат само две екипи дадено, Сити во 2 наврати и Челси 2010. И да напоменеме колку е потешко тоа во Значи, има Бундеслига, четири бидејќи 4 помалку, кола, да. да, помалку. Значи, со- да, али играш против екипи кои што не се толку јаки. Па да, отидоа, Вердер поише се држеше од Барса, реално. Тоа, извади подборем. Тука ќе се убацам, сега си го осетив моментот дека ми е и тука ќе се убацам во ова. Повели. Ќе аргументирам за клуб кој што па голем дел од гледачите веројатно ќе имаат некаков анимозитет према него, реално и јас имам, меѓутоа пред фактите не можам да молчам. Само еден клуб освои во овој 21 век, во последни век како му доаѓа 2 децении и 2 години, само еден клуб успеа да освои врзани Лига на шампиони титули, не 2, туку 3. Тоа е Реал Мадрид. 4 од 5. 4 од 5 е, да, сакам да кажам од врзаните 3, едно само финале скокна, Барселона го освои, се вратија, доосвоија уште 3 и рекоа батали. Ја одбрав според мене најдобрата екипа, најдобриот состав од овој Реал Мадрид. Од оваа рендиција на Реал Мадрид кој што освои 3 титули поред, тоа е 2016-та према 17-та, каде што се шампиони и на Шпанија и ја зимаат Лигата на шампионите. Се тим кој што најмногу голови дал и во Шпанија и во Лигата на шампионите. Во Шпанија имаат гол разлика плюс 65, во Лига на шампиони имаат само еден пораз од Јувентус во нокаут фазата. Ја завршуваат и групната фаза без пораз. Како што реков, Роналдо е најдобар стрелец со 15 гола во Лигата на шампионите. Сега, зошто го земам токму овој состав на Реал Мадрид? Бидејќи не само што ја освоја Лигата, ја освоја со 93 бода, бидејќи не само што ја освоја Лига на шампиони, туку на патот до финалето и во финалето ја победија цела фудбалска Европа која што им застана на пат. Да се подсетиме, Тотенхем, Борусија Дортмунд и Апоел им беше групата, без пораз излегува од групата, се пласираа натаму, во осми на финалето го победија ПСЖ на 2 пати, ПСЖ тогаш на Ибрахимовиќ, 3:1, 2:1, од Јувентус ја изгубија првата утакмица, некако беа 0-3 победија на гости Роналдо Макази. не ја изгубија За друга првата година, утакмица и после втората утакмица ја свртеа. Така беше. Не, Да. 0-3 победија Роналдо Макази и после 0-3 губео 95-та од пенал кога даде гол Роналдо за 1-3. Дома гости, да, уствари, да. Да, Чекај, и таа беше втората беше Педерски гостинска. победија, извини на израз да ме извини. Да ме за извини единицата што публиката. викав. Не можам да го спомнам Реал Мадрид, као окей, да не те демонтирам, докажи па. Веќе ме демонтираше, Да, ама во ред. не, зашто- Го победи твојот Бајер Мюнхен, кој што ти го Мојот. фалеше до сега дека бил многу добар, го победија 2:1 и 2:2 во двата надпревари, потоа отидоа против Ливерпул во финалето. Ливерпул тотално немаше појма кој става на гол во тоа финале. Мислам дека беше едно од полесно добиените финалиња општо. Пробуваа највачите на Ливерпул да си најдат оправдание во тоа дека наводно Серхио Рамос му е откорнал раката на Салах. Ве молам да бидеме реални и да се согласиме дека тој спорт се случува 60 пати на утакмица. Не може да е оправдание тоа дека Салах не играл, а тие не беа воопшто компетитивни во финалето. Така што, да, Реал Мадрид е мојот избор, бидејќи сакам нашата публика малце ме мрази тука долу во коментари, а и реално осеќам многу мразење према самиот себе си, бидејќи го одбирам Реал, немаш појма колку. Јас мислам дека твојот тим да биде 3 места, Тале мислам дека истото го мисли за твојот тим. Леле. Сезоната и 2. Ја мислам дека Бајер Мюнхен е најслаб. Од сите овие три тимови. Да, не верувам, не. Тоа да. Мислам дека твојата идеја беше добра, да им оставиме на гледачите да одлучат кои
кој од овие тимови им е омилен или кој од овие тимови сметаат дека е најдобар, се разбира дека ако имате различно мислење од нашето, оставете го тука под видеото во коментарите или на нашите социјални мрежи, ќе го прочитаме, ќе го негираме бидејќи не е валидно и бидејќи Реал 2016-17 е тимот кој што е најдобар, меѓутоа тоа е тоа. Нешто за да ја завршите оваа тема? Финално излагање? Барса! Барса! Добро вечер. Добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Мишо Бабик. Кога разговаравме со Мишо, рече да го представам како писател. Зошто баш писател? Па зборови се она со кое што се бавам во животот на повеќе медиуми. Главната работа ми е наративен дизајнер, пишувам текст, сценарија за игри. Исто така пишувам сценарија моментално за една серија што се надам дека сите ќе ја гледате во следнава или можда таа година. Таму и третото што ми е можда најинтересно е стендап комедија, така што сите три работи ми се поврзани со зборови на некој начин. Мишо Бабик. Зошто не Мишо Дедик? Мислам дека баба ми била главната у фамилијата, онака пред чукун баба ми. Кај нас владел матриархат, не патриархат, за жал како денеска што сите знаеме дека патриархатот Дека е го по-кул држи. каде, да. Едноставно бабите биле побитни и баба ми рекла чукун баба ми по мене Ако има си да бил се знае. Дедик, може да и ќе си фатал музика. Знаеш ли дека имав една девојка што се презиваше Дедик, ја бев као тоа е тоа, ние сме едно за друго, значи јас сум Бабик, ти си Дедик. Спойлер алерт, не бевме едно за друго, ето. Како што може да забележите, Мишо е стендап артист воедна. Како Фала што рече артист. па не знам како така ми е запишано овдека. Ти ми Артист? речи. Не, ми... Не би како? рекол, не би рекол артист? Не. А што би рекол? Мисля, би рекол некој што е Мишо е стендап. Мишо е wanna be стендап комичар, тоа би рекол. стендап ајде, комичар. Настапува како да, се бави со стендап комедија. Она што е интересно за полу- тебе е дека полу- кариерата ја почнуваш во Белград, Да. не ја почнуваш во Скопје. Сме имале прилика во Скопје да те гледаат некаде? А, Се уште не? Само на Твитер награди, ако Аха. тоа можеме да го сметаме како да. Иако може да се гледаат настап. како смешни дека се. Ако може да се каже дека тоа би било смешно. Да, јас живеам во Белград веќе 15 години. Таму работам, таму студирав и таму почнав да се бавам со стендап. Значи Белград е градот во кој што ти живееш, делуваш и твориш. И би сакал да те прашам дали можеш да наброиш два клуба од Белград? Два клуба. Да, фудбал. Збориме на фудбалски. Да. Или клуба, е, ОФК, клуба. ОФК Белград и Звезда. И Звезда. Добро. Се Немаше надевав, спреман немаме. се надевав на поочигледниот одговор Партизан и Звезда. Ја не смеам за Партизан, пошто јас сум за Звезда, така да морам сите други да ги кажам. Океј, овој викенд, тоест минатиот кога ќе гледате вие емисијата, се играше дербито помеѓу Партизан и Звезда. Дали знаеш колку гледачи имаше на стадионот? Па сигурно повеќе од 5, а помалце од милион. Гостин си во ова, меѓу другото во ова шоу, затоа што ќе бидеш и оваа година водител на Твитер награди, еден од најбитните настани во сферата Во светот. Во светот. Еден нема сфера, светот. еден од најбитните настани во Во светот. светот. Значи онака на Оскар и црвен тепих тоа не е ништо. Леонардо Ди Каприо вика кога ќе добиам јас Твитер награда. И одговорите никогаш. Што те натера прв пат да водиш? Кој те убеди да водиш ова? Многу интересна приказна за мене. Ваков пат во твојата кариера како Едноставно водење тоа на беше Твитер. битен камен, онака степеник во мојата кариера генерално како забавувач. 2018 почнувам, значи бев на Open Mic во Белград, као пројдов демек бев Bubble Boy четврт, првите тројца добиваат работилница и четвртиот не добива, али као продуцентка да вика, окей, ајде, не си ни ти лош, ке те земам и тебе. Тоа почнувам тоа. Мислите дека лошо е второ место и трето, пробајте да видите четврто да видите. Тачно тој кај што цртата, тука завршува награди, ти си следниот. И си као, нема врска. Проаѓам, добивам работилници и претходната година имав освоено Твитер награда за моето селфи со лоба, пошто тоа е фокусот на моето Твитер постоење. Моите твитови кон Викторија Лоба, поздрав мачко. И после 4 години замарање и пишав, добро, дојде да се сликаме, ќе освоиме Твитер награда сигурно. И она дојде и на крај јас некако ја земав сам наградата, бев као, окей, нема врска, фала ти. Наградава е за мене. Тоа се така деси се 2017 и 2018 му пишувам на Вико, поздрав до Вико. Му викам, ајде, дај ми дел од наградиве, 2 минути да направам стендап, пошто сакав да прочитам
слем поезија за Викторија Лоба. И останато е запишано во аналите на ентертейнмент историјата во Македонија и пошироко, мислам. Аналите, И точно. он ми вика, analite.com, и ми вика, чекај, сакаш 2 минути стендап, ајде води го целиот настан. И бев, ајде. И топ ми беше онака, ептен сум задоволен Рокон, ти со. благодариме што постоиш онака и што ги водиш Twitter награди. Фала ви на вас. Бидејќи следејќи ги Twitter награди, не сум можел да оценам каков хумор негуваш. Следно прашање. Добро, Слушам, да го поедноставам. Не, не. Напаѓачки или одбранбен? Не би можел да го класификувам така во фудбалски термини. Би рекол Ево, од 1 до Глуп. 11. глуп хумор. Значи, онака сакам на границата меѓу глуп, онака да го ја слушаш форат и си викаш, не знам дали типов е многу паметен или има Даунов синдром. Онака не можам да одлучам, ето. И многу сакам игри со зборови, тоа е тоа. Да сменам една буква и да испадам смешен, ето тоа. Како лова, боба. Не е смешно. Сметка ќе само Ова не е смешно. Треба да, да ова. си идам. Имам уште една оваква, најглупите прашања, мислам дека ова е најглупите и сигурно ти го кажуваме. Можеш ли да ни кажеш еден виц пред камерите? Виц да кажам сега. Не, што? Што? Што и да е, нешто Што и да е. смешно, кажи човеку. Сега да кажам нешто смешно. Па не е фер ова прашање Јове, јас да ти кажам. Значи као замисли сега некој на тебе ти каже ајде направи некој маркетиншки слоган или не знам Сега што, ќе го ајде би- направам. Дојдете сите на 4 март во петок во МКЦ во Кино Фросина, имаме Twitter награди. Мишо Бабич е водител. Јас сум Лепотан смотан е водител, Мишо Лепотан, Бабич е Мишо некој друг Бабик човек, е онака сосема, да. сосема некои си одвоени работи, али дојдете и ќе биде помалце смешно од ова, пошто едноставно дека се не деси некоја хемија, И ќе има и водителка. ќе има и водителка веројатно. Која не смееме да кажеме. особа, ја чуваме се уште како тајна, ама дојдете и Го знаеш овие кога го правеле ќе има топот. бесплатен алкохол, не може да не биде се. Слушај го на Вердер вицот. Значи овие го прават топот у Крушево и доаѓа некој и вика, може да ми кажете што е ова? Не може да ти кажам, ама топ ќе биде. Чекај, сечи, ќе го изедитираме овој дел. Имам еден виц Јове за тебе. Ајде Кога го правеле идеме. Топов у Крушево и му вика што ќе биде овој, вика не можам да ти кажам, али топ ќе биде. бре. Нема. Не, ти шаву. Fuck yeah, stand-up comedy, така е, смешни сме. Го отвараме дербито на викендот, така. Што го отвараме, сите ќе ги отворат овие. Дербито на викендот ни е градско. Веќе се отворени Юнайтед. Последниве месец дена некако многу тешко даваат голови. Сити, па и ни Сити не се во сјајна Добро, форма со- не се, последна не се. година, Со ама одбраниот Watford не примеа гол, што... домашниот терен во Одбраниот, одбрана. со Да, Ливерпул може ајде да дојде Ајде ми долошен друг терен. пат. И Ливерпул некада не. Чекај. Имаме ли предвидувања за ова? Ајде, што ќе гледаме? Вака барем естетски Юнайтед? што ќе гледаме, да. Сити победува и дава 2 гола. Кеци 2+, Кеци Тимерен 2+. Ке се тиме 2+? Па, да. Да. Ке се тиме 2+, па ја и 3+ би оставил. 3 гола Сити да, или Кеци 3+ општо? Не, ке си тиме 3+. Так. Храбро. Има, ај, шо храбро човек, не ме заебавај. Дај не ме заебај со Юнайтед игра. Мислам дека очекуваме Манчестер Сити да победи, пошто ако не победи Ливерпул му дише во врат, ќе дојде на 1 бот или може ако изгуби ќе бидат исто, што не верувам дека Гвардиола сака да го Па го нека снајде да тоа, изгуби а тоа. веќе има 0-5 со Спортинг, Юнайтед треба да мисли на Атлетико Мадрид, климави се малце, така што верувам дека Манчестер Сити ќе победи, ќе даде 2 гола најмалку, што може ќе видат и 5-6, може, не знам, ќе видиме. Јас точно тоа го чекам. Делов со головите го чекам, пошто Сити слабо дава голови последниот месец, како за тим што сме навикнати, нели, да дава, нели, пред месец дена, како беше у истиот месец им дае 5 на Саутемптон, 6 на Лидс, као имаше некои 30 гола во месец. Саутемптон, не киксна. Кога беше тој месец кој им се погоди 6 на Лидс, кога као некои 25 гола дадоа во месец? Има само, многу голови као- тој месец. 7 не му дава на лице ли? Или 7 му дадоа, да, 7 му дадоа на Лидс, и сега некако им се Прекрши исушија- февруари. Да, ама не мислам дека види, не изгубија ништо, значи немаат повреди во составот, немаат ништо, едноставно мислам дека само волјата малку им спласна пред да почне одново Лига на шампиони. Сега почна одново Лига на шампиони,
ајде победија минатото коло со Евертон, не им ја сметам као кој знае колку победа, ама многу важна за титулата. Сега очекувам да даваат голови. Ќе Да, почнат, ќе се очекувам- разработи Ќе му машината. даде, ќе му даде. Дефинитивно повеќе од 2 гола очекувам на надпреварот. Сити да Одбраната дадат 2 гола. на Юнајтед е ваква промаја, одбраната на Сити е прилично добра, не прима голови, нападот на Сити е фантастичен. Тоа ни е отприлика типувањето за викендов. Ќе ја гледаме оваа утакмица. Се надевам дека и вие ќе ја гледате. Има и други дербија по другите лиги, меѓутоа во моментов решивме фокус да им ставиме на Сити и на Юнајтед. Некам Наполи да го спомнам, пошто сакам да е таков кет као брата, да му кажа на Милан дека ти немаше да бараш титула, ама нека да се скараме со тебе, така што мора веганска пропаганда, вегетаријанска да фурам. Леле, многу ја забегавме. Чим дојдовме до веганство треба да Дечки, ајде, чао. Ајде, ајде.